Почитувани слушатели на Македонската радио програма 33 пати Z, денес на брановите на Македонската радио програма наш гостин е познатиот Дадан Венецки, а пак ќе зборуваме на темата за корените на бугарите и македонците или пак етногенезата на бугарите и македонците. Господине Венецки, добар ден и добре дојавте на Македонската радио програма. Добро најдов, благодарам на поканата. Поздрав до сите македонци и македонци кои не следат каде и да се. Нашето интервју ќе биде мощно и интересно за нашите слушатели, па и нашите YouTube пријатели, па и Facebook пријатели кои не следат, затоа што со ова интервју ќе имаме еден обид преку вас, преку вашето познавање, да се разграничи сојот на бугарите и на македонците, затоа што често пати, еве во најново време, гледаме една нова агресија од бугарска страна, со тоа што нашите корени биле од 45-та година, а нивните корени биле од Аспарух, па и пред тоа. Имено мене и нашите слушатели ќе не интересира да ја анализирате, да го анализирате потеклото, односно корените, од каде се дојдени бугарите на овие предели сега кај што е нивната нова држава, понова држава или најнова држава да кажеме, а како ќе бидат воспротивно корените на македонскиот народ и што ние се имаме заедничко. Ако е тоа се, господин Ице, за воведот? Да. Дали се слушаме? Да, повелете. Ако се слушаме, би сакал како вовед да кажам дека ова што денес нам македонците не се случува е нешто нечуено, невидено во светската историја на државата и правото. Еден суверен народ, една држава членка на Обединетите нации да се оспорува по сите основи, да се оспорува правото на самоопределување и самоидентификација во 21. век, при онаква повелба на Обединетите нации, при онаква конвенција за човекови права и универзалната декларација за човекови права, па и Европската конвенција, да се негира најстариот народ во Европа е цивилизацијски злостор. Само заради континуитет ќе спомнам 2-3 реченици кои што ги кажав во минатата емисија. Македонија е почвата каде се првите организирани населба на европскиот континент. Тоа го кажува западниот автор Харалд Лам. Македонија е првата држава Европа, 9 век пред Христа, онаа накара. Македонците единствен народ запишани во Библијата и со исто име обстојуваат и денес, и ние сме еден од 4 држави во светот кои што имаат континуитет повеќе од 3000 години. Тоа се Индија, Кина, Египет и Македонија. Друга таква во Европа нема. Да се негира таков народ, таква нација е срам за европската и светската цивилизација. Да спомнам уште тоа дека според Седрик Јао, професор од Корел, Канада, и Фриц Хайхелман, професор од Канада, македонската нација е првата. Тоа го има кажано во својата книга од историјата на римскиот народ. Мислам дека е доволно за вовед и сега да прејдеме на централното прашање за кое за многумина е неразбирливо. Денес бугарите настапуваат толку агресивно, толку насилно, со толку геноцидни и фашизоидни пориви и барања со цел асимилација на македонскиот народ е нешто нечуено. Тоа е втора окупација или на Македонија после онаа 41-44. Просто сакаат да не гупираат, просто не газат, просто уринираат на нас и го рушат достоинството на македонецот. Затоа веднаш сакам да кажам,
кои сме ние, а кои се тие. Уште Ние само македонците пред да одиме на тоа, сакам да ве прашам, зошто тие немаат никаква храброст за егејскиот дел на Македонија? Тоа е убаво прашање. Мислам дека е многу битно за да се разбере суштината. Со тоа што тие не го поставуваат прашањето за бугарите во Грција, за бугарите тамо, е доказ дека има договор, дека работат на туѓа агенда. Тоа е агендата на Вавилонската блудница која не парчеше 12 и 13 година, која ни фрлаше напилно бомби 48-та и која што ја донесе Лисабонската декларација, а денес ги поддржува сите фашизоидни и геноцидни барања на нашите соседи, не само бугарите. Тоа е договорот од 12-та, 13-та за парчење на Македонија и бришење на македонската држава и народ. И тие до тоа се придржуваат. Тоа е само потврда. Сега, кои сме ние македонците? Во историјата е многу добро познато. Ние македонците сме од белата расија, потомци на древните пеласти или беласти, поради лошата транскрипција на буквата Б од коине јазикот, кој е лингва франка повеќе од 1000 години, од 8-7 век нашата ера, па до крајот на византиската, односно вториот или второто македонско царство, како што е денес англискиот, така бил коинето. Во него нема, во грчката азбука нема буква Б, па фонетски која е најблиску таа ја изговараат. Па така беластите станаа пеласти. Ние сме белите луѓе кои се присутни овде на Балканот како пеласти или беласти. Затоа полуостров во долу на југот е Белопонес, а не Пелопонес. Затоа Егејското море, првото име му е Белото море, а најголемата река што се влива во него е Белата река, денес Вардар, што повторно асоцира на Белиот дар. Охридското езеро во историските извори е Белото езеро. Престолнината на Македонија е Бела, а не Пела. Престолнината на пејанците е Бела Зора и така натака, да не ги редам. Добро, Значи, сега, за разлика од нас... Јас сакам да извам надгробната плоча, па за ќе ве запрашам Чекај, секунда само, ќе дојдеме до плочата. Значи, бугарите, за разлика од нас, се азијатски народ, припадници на жолтата раса. Тоа не го тврдам јас, туку го тврдат самите бугарски автори. Секој може да провери, да земе книгата на Јордан Тодоров, Зелениот барон, печатена во Варна 1980 година, и во него да го најде записот од францускиот патеписец Огис де ла Фрон, кој 1366 година ја посетил Бугарија и дава опис на етнички бугари. Ги опишува во свилени шалвари. Внимавајте, тоа е 700 години, односно 600 или 700 години после доаѓањето на Аспаруховите бугари. Се уште се ги носат свилените шалвари, бричени глави, жолтен, коси очи и испакнати јаболбичи. Чист азијатски народ. Самите тврдат дека кога дошле се измешале со домородните мизи и тракици, македонците не ги спомнуваат, затоа што ако ги спомнат, ќе им падне во вода нивната идеја за асимилација на македонците. И втора окупација и присвојување, како сакате. Тие се, ако тоа го направат, сите овие нивни идеи паѓаат во вода. Меѓутоа, забораваат дека античките автори, како што е Полибија, најголемиот римски историчар кој напишал историја во 39 тома, тврди дека тракиците и лирите се македонци. А пак средновековниот авторитет Винко Прибојевич од Хвар, кој што живе и работи во Италија, 1532 година објавува книга во Венеција, насловена по пореклама изгоду Словена, во која што наведува дека и мизите се македонци. Значи, најголемиот дел од жителите на денешна Бугарија се од белиот сој. Тоа се мизите, тракиците, македонците, кои според авторите што ги набројав се сите
македонци. Така. Затоа нас не ни требаат нити историчари, нити историски комисии, нити протоколи, нити преговарачки рампи, нити договори за добрососедство. Доволно е секој бугарин и секој македонец да застане пред огледало и да се погледа. Само што ќе се погледа тој дали е припадник на белата раса, дали е македонец или ќе биде припадник на жолтата раса или бугарин. Така, сега јас овде го имам паметникот на Хан Аспарух. Можете ли да објасните за нашите слушатели и гледачи што значи тоа? Ова е првата фотографија, ова е спомен плочата поставена на споменикот на ханот или канот Аспарух, водачот на бугарите, кој што ги носи од Волшка Бугарија или Голема Бугарија на Волга со главен град Казан. Оваа плоча е поставена на споменикот на Аспарух по повод 1300 години од доаѓањето на бугарите на овие простори, и кога ќе прочитате, еве секој може да прочита, да види дека таа е поставена во знак на заедничките, они велат општите корени со монголите, затоа што нивната постојбина е Монголија. Тие се конгломерат од турко-монголски племиња, тоа не го крија, тоа се гледа од оваа плоча, и тоа може да го видите и во многу бугарски истории. Ако земете кратката бугарска енциклопедија, ќе видите дека тие се турко-монголи. Ако земете историјата и учебникот од Славчо Ваклинов, повторно ќе видите дека се турко-монголи. Ако ја земете историјата на еден од најголемите бугарски историчари, Васил Затарски, повторно ќе видите дека се турко-монголи. Се гледа и од оваа плоча. Секој може да ја прочита и ќе види кои се нивните корени. Еве да идеме понатаму. Подготвивме Ицо со тебе и извадок од една историја од историчарката Важарова, во издание на бугарската академија. Само за момент да кажем дека овој споменик 2011 година е напишан и подкренат. Бугарите доаѓаат 681 година, 1300 години е 1981 година е поставена. 1980 по повод 1300 години од нивното доаѓање на овие простори. Тоа е споменик на културата. Да. Овде пишува 30 јули 2011 година. Добро, 2011 го поставиле, меѓутоа поводот е 1300 кусур години од доаѓањето. Тогаш е поставена во општината Стрелча, во денешна Бугарија. И убаво пишува тука дека Бугарија и Монголија се заеднички нешта. Така е. Тие се еден народ. Да. Бугарија и Монголија Точно и како што кажав и како што кажува Огис де ла Фром, патеписецот, дека се тие луѓе од жолтата раса. Добро, ајде да одиме понатаму со Бугарската академија на науките. Еве Бугарската академија на науките. Правите българи? Авторка, да, правите българи се били турко-монголи. Самите си кажуваат. Немаат ништо заедничко со нас. Можеме да идеме. Објаснете го, ве молам. Еве го ова историја од Важарова, пишува која година е, точно ги наведува и кои се тие бугарски племиња. Тие се турко-монголи, дојденци од Азија, припадници на жолтата раса, антрополошки се, односно расно се разликуваат од македонците, кои се од белата раса, се работи за бугарска и македонска раса, расно сосема различни, друга раса, друга е бојата на кожата, друга е етногенезата, друг е јазикот, културно јазични разлики. Во се разликуваме од нив. Не може да стане збор за ист народ како што тие тврдат или еден народ во две држави. Имаме многу докази, јас би ишол понатаму. Добро. Еве, едно кусо видео помалку од минута на еден од најголемите бугарски авторитети, Божидар Димитров. Само да го наместам за момент.
българския народ или прабългарите, както ще ги наричат за удобство някои, са от тюркски происход и са дошли в нашите земи, изминавайки един дълъг път от Монголия или от Минусинската долина в Сибир или от Алтай. Различни са тезите, но все така малко по-на север, в степите на Евразия. По този начин са се добрали до долното течение на река Дунав в течение на вековете. И тук. Уште еднаш ще го пуштам заради слушателите. Еве нека чујат уште еднаш. Сами си кажат дека се дојдени од Монголија. Да, Турко-монголски племиња. да го слушниме. Българския народ или прабългарите, както ще ги наричат за удобство някои, са от тюркски происход и са дошли в нашите земи, изминавайки един дълъг път от Монголия или от Минусинската долина в Сибир или от Алтай. Различни са тезите, но все така малко по-на север, в степите на Евразия. По този начин са се добрали до долното течение на река Дунав в течение на вековете. И тук вече формират българската държава. Значи, много интересен податок, што го кажува Димитров. Од јасно појасно. Конгломерат на турко-монголски племиња. Од јасно појасно. Еве сега, дали ние македонците личиме на овој опис што го кажа и на ово што го зборува Божидар Димитров. Значи се работи за два сосем различни јазови, кои се, ќе повторам, кои што се разликуваат расно, се разликуваат антрополошки, се разликуваме од нив генетски, се разликуваме културолошки, се разликуваме јазично. Кога сме веќе кај јазикот, за кој бугарите тврдат дека ние зборуваме диалектна форма на бугарскиот јазик, дека нашиот јазик е бугарски, морам да кажам дека бугарите воопшто не се словени. Нивниот јазик воопшто не е словенски. По овие докази што ги презентираме, нивниот е турко-монголски јазик. Самите во своите истории, кои што ги цитиравме, бугарите тврдат дека кога дошле го дале името Бугарија и бугари, а го земале словенскиот јазик. И каде е проблемот? Тие не кажуваат кој словенски јазик го зеле. Ако кажат кој словенски јазик го зеле кога се доселиле, односно подоцна, ќе треба да кажат дека тие денес зборуваат македонски. Сите нивни обиди во тој случај за бугаризација ќе паднат во вода и сите проблеми што денес ги имаме со бугарите ќе исчезнат. Тие не кажуваат кој словенски јазик го зеле. Но затоа им кажал Хрватот Ватрослав Јагич, еден од припадниците на панславистичкото движење, кој во својот прв говор во ЈАЗу, тоа е Југословенската академија на знаности и уметности во Загреб, 1867 година, внимавајте, 1867 година, на 5 јуни, Јагич, зборувајќи за мисијата на светите браќа Кирил и Методи, во Моравија, тој вели, тие го понесоа со себе јазикот на својот град, Солун, јазикот на својата татковина и на сите оние кои живеат во Македонија. Бугарскиот јазик Јагич го нарекува азијатски бугарски. И понатаму продолжува, вели, кога Бугарското царство се проширило, подоцна македонскиот јазик станал официјален во целата бугарска држава. Еве недвосмислен доказ. Ова истата година, 1867 година, Јагич ќе го преточи во книга, а подоцна 60-70 години од него ќе го преземе и Фрањо Туџман, првиот председател на Хрватска после одвојувањето од Југославија. И ова е недвосмислен доказ дека бугарите денес не зборуваат бугарски јазик. Бугарскиот турко-монголски си го ставија во Казан на Волга, од каде што дојдоа, а денес тие зборуваат македонски јазик. Дека нивниот јазик не е бугарски
ќе најдете потврда и во сравнителниот речник на руската царица Катерина Велика, која во 18 век прави сравнителен речник на 200 светски јазици, меѓу кои и 12 словенски. За таа цел, таа ги ангажира врвните германски лингвисти, начело со Туман, кој подоцна ќе стане и академик на Руската академија, во кој тие ги наведуваат 200 светски познати јазици, меѓу кои 12 словенски, меѓутоа во тие 12 словенски јазици го нема бугарскиот. Причината е многу едноставна. Ниту германците, ниту русите во 18 век бугарскиот јазик не го сметале за словенски. Еве уште една потврда за нивната лага. Затоа нашиве слепци од Историската комисија на чело со Ќоргиев и тајфата слепци, но и нашиве политичари треба да проидат во контраофанзива. Понизно е и долно е да се разговара за сопствениот јазик, идентитет, култура, историско и културно наследство. За такво нешто не се разговара. Кога нешто бугарите, било кој од соседството или од Европската унија, ќе ни го постави прашањето за нашиот идентитет, јазик, историско и културно наследство, сите наши политичари и историчарите од историското веднаш да станат, да го искинат таквиот договор, таквиот преглед, таквата преговарачка рамка или протокол, да станат да си одат. За идентитет и јазик не се разговара. Ако веќе сакаат да разговараат за идентитет и јазик, треба да соберат храброст, наместо да не убедуваат дека не водат кон светла иднина наречена Европа, а всушност не туркаат во темна јама, за да си го заборавиме историското и културно наследство, нека седнат и нека разговараат за тоа кој јазик денеска се зборува во Бугарија. Нека соберат храбри и јавно да ги прашаат. Тие да кажат кој јазик го зборува. Нивниот јазик си го ставија во казан на Волга, тоа е турко-монголскиот за кој што зборувавме, и сега, еве, ти веќе Ицо ја пушташ на словната страна од книгата на Халиков. Да. Тој е бугарин од Казан на Волга, прапостојбината на бугарите, тоа е првата попатна станица каде што дојдоа по доселувањето од Монголија. Тој е активист кој се залага, Халиков е активист кој се залага за враќање на името на таа област која е денес во Руската федерација, да се врати името Бугарија. Имено, по доаѓањето... Само да го прочитаме за слушателите. Кто ми... Само ќе го прочитаме, само да објаснам што е ова, да, па ќе го прочиташ. Значи, Халиков е бугарин од Казан, а тоа е областа каде што се доселиле бугарите од Монголија, подоцна се поробени од татарите, исто така азијатско племе, сродно на бугарите, и денес таа област го носи Татаристан. Халиков се залага да се врати старото име Бугарија, бидејќи мнозински народ тамо, со седиште во Казан, се бугарите. И еве ја неговата книга како доказ, која е двојазична на руски и на оригинален бугарски јазик, кој го зборувал Аспарух и старите бугари. Еве читај, и гледачите може да прочитат во горниот дел, кто ми, татари или болгари или татари. Тоа е на руски, словенски јазик. А долниот дел е оригиналниот бугарски наслов Кем без татарларми, бугарларми, татарларми. Сега само за момент. Така ли? Да, само за момент да го наместам. Кем без болгарларми, татарларми. Така, значи повторно на оригинален бугарски јазик. Денес ова никој од бугарите во Бугарија не го разбира, не го знаат, затоа што тие зборуваат македонски, не турко-монголски, како што пишува бугаринот од Казан Халиков. Ај сега да пуштиме да извадиме еден текст, само 5 реда од содржината на оваа книга, тоа е следната фотографија. Само за момент. Еве еден кус текст од оваа книга. Да, факсимил од книгата. Да, факсимил.
15, 6, 16, Берендже, Яртиси Казанлилари Узларен, Болгалар Дип и Ертуне, Шулаи Ук Зетен Курген Зер. Казан Патшас. Ицо, да те прашам, да се Тату. пошегуваме малце. Но. Дали ти го разбираш овој јазик? Ако ние сме бугари, Разбирам, ако ова нашиот јазик би бугарски, како ние ова не можеме да го разбереме? меѓутоа од она што знаеме ние, ова наликува односно е сличен со турскиот јазик. Токму така како што кажува Божидар Димитров и како што кажуваат бугарските истории кои што ги цитиравме, вклучително и Бугарската академија на науките. Овој текст сум го понудил на многу мои пријатели бугари од Македонија, но и Facebook пријатели од Бугарија. Нити еден збор не можат да преведат. Кога ќе им го посочам, бегаат како ѓавол од темја. Затоа што знаат дека тие денес не го зборуваат овој јазик. Тие не зборуваат бугарски, зборуваат македонски. Еве, ако имаат храброст, нашиве политичари и нашиве слепи и неуки историчари, нека им го постават ова прашање. Кој јазик денес се зборува Бугарија? Сите проблеми со бугарите ќе исчезнат како со чаробно стапче. Да одиме. Го кажавме сравнителниот речник, сега да преидеме на следниот факсимил. Да. Односно нема факсимил, него ќе ја посочам книгата на врвните германски лингвисти Киндер и Хилгеман, кој што не оваа фотографија, Киндер и Хилгеман, таа ја немаш, Ицо, се видно кој 1964 година имаат објавено книга Атлас на светската историја, во која што тврдат дека сите словенски јазици до 19 век се водат во групата на македонски јазик. Во таа книга Херман Киндер и Вернер Хилгеман велат, го истакнуваат примерот на римскиот сенатор Ливи, кој што купил роб од Македонија по име Андроник и го назначи за учител на неговите деца. Потоа, многу брзо потоа, бидејќи било срамно роб да биде учител на неговите деца, тој му дал слобода и го крсти Ливи Андроник. И што велат натаму врвниве германски лингвисти, Киндер и Хилгеман? Велат за потребите на својата работа, Андроник за прв пат направил превод на Хомеровата Одисеја од јазикот на домородните македонци на латински јазик. Внимавајте, Киндер и Хилгеман Хомеровиот јазик од Одисејата го нарекуваат македонски јазик. Значи, од македонски јазик е преведена Одисејата на латински. За понатаму да овие врвни лингвисти продолжат со зборовите. Од овој Хомеров македонски јазик подоцна се развива и надоврзува, па во 19 век од него се двојат рускиот, полскиот, чешкиот, српскиот, бугарскиот и така натака, ги реди сите словенски јазици. Недвосмислен доказ дека до 19 век сите словенски јазици се во групата, како што кажав, може само јазик. Едно подпрашање. Имавме еден одреден период, имаше еден голем отпор кон словенството, славјанството. Може ли да објасните од каде се појави тој отпор за потеклото? Тој отпор се мислам дека тоа беше се префрле на едно време се префрле дали сме доаѓале со трски, не сме доаѓале со трски и така натаму. Тоа затоа што тоа прашање не е доволно објаснато и сокриено од македонската јавност.
словените, ако земеш нашата историја, но и Само светската накратко, историја, ќе да видиш, не одиме. се појавиле во 5 век, така пишува и во нашата историја на македонскиот народ од 69 година, но таму ќе видите страна 59 од првиот том на македонската историја од 69 година, дека се појавиле словените во 5 век, постоиле и по друго име Венети. И тука авторот на нашата историја застанува, но ни дал патоказ да ги откриеме нашите корени. Значи, постоеле словените и порано на овие простори, но под името Венети. А не постои ниту еден антички автор кој што пишува за етногенезата на народите, а да не ги спомнал на овие простори Венетите и по целиот Медитеран. Значи, ние сме староседелци. Еве како доаѓа до Словенија. Римјаните, за да не понижат, не нарекувале склави, робови, значи робски народ. За сите народи на Балканов дале погрдни имења. Нас не нарекуваат склави, србите серви, бугарите вулгари, простаци, грците грејци, дојденци и така натака. Меѓутоа, нашиот народ ги преведе суви преку вода римјаните и прифати слави. Они што е славени или словени. Словени, кои ќе ги разлежите на два дела, сло и вен, поклоници на слонцето од генот на венетите. Значи, еве врската, само име Словени ја кажува врската со своите предци, венетите, тој исти народ, никаде не идел, никаде не се селел. До 5-6 век открит до Балтик венети, од 5-6 век открит до Балтик словени. Никој никаде не се селел, никој од нигде не доаѓал, нема ни еден доказ за масовно доселување од зад Карпати, затоа јас пред 3 телевизии сум изјавил, дајте ми еден доказ дека има масовно доселување на словени, за покрет овој простор треба најмалку 1 милион луѓе, такво нешто нема, нити еден доказ за нивно доселување. Само се преименувани од венети во словени. Римјаните склави, ние се нарековме словени или славени, тие што пренесува славата на писмото, културата, првите епови, првата музичка скала, првите театри, првите библиотеки и така натака, меѓутоа посебна тема за која што пред да продолжам натаму, сакам дали ви е познато да објасните за слушателите и гледачите Аспарух. Од каде доаѓа Аспарух, бидејќи гледав јас некои карти, таму се појавуваат над Каспиското море или езеро, погоре кај Урал, кај другите се појавуваат 2-3 држави Бугарии, па нагоре пак монголците, турците и така натаму. Тие биле повеќе некои ханови или канови, како ги викаат. Еве од каде доаѓаат. Видов од овие прилози од видеото на Божидар Димитров, тие се дојденци од Монголија. Првата попутна станица им е на Волга со главен град Казан, каде што Кубрат ја основа голема Бугарија или Волшка Бугарија, Бугарија на Волга. Имал 5 сина. 2 остануваат со него да владеат таму, подоцна се окупирани од татарите, сродно племе на нив, и до ден денеска таа област е Татаристан. А 3 од синовите на Кубрат, бугаринот, тргаат за Европа. Првиот иде во Западна Европа, каде му се губи трагот. Вториот е Кувер, кој што доаѓа прво во Панонија, после известно време престои во Панонија, кај аварите. Тој со конгломерат на племиња, меѓу кои и словени робови, кои што до овие простори биле однесени од аварите, им ветува дека ќе го слободи, ако му помогнат да го нападнат и оплячка Солун, доаѓа во Македонија. Сето ова е опишено во книгата Чудесата на Свети Димитрија Солунски од митрополитот Јован Солунски во почетокот на 7 век. Но моќното византиско разузнавање разбира за овие работи и спремни го чекаат Кувер со неговиот конгломерат. Во Солунскиот залив се укотвени бродовите на чело со адмиралот Сисинije. И штом доаѓаат во Македонија? Внимавајте, во книгата ќе прочитате дека словените се разбегале, не сакаат да ратуваат, да војуваат против свој, секој од своите краишта од каде што бил, таму се избега, бидејќи кај аварите били однесени како робови. Сам Кувер со измама сака да влезе
во Солун, меѓутоа го чекаат спремни со војската византијска начело со Сесинија, од укотвените бродови, ги товараат на бродови и на кувер му се губи трагот. Према тоа, лага е, бугарската лага, голема, дека Кувер, братот на Аспарух, дошол во Македонија, па оттаму тие го извлекуваат заклучокот дека ние македонците сме бугари. Меѓутоа, децидно во книгата Свети Димитрија... Тие слават, Аспарух го слават како основоположник на првата бугарска. Третиот брат, Аспарух, е оној кој што дошол, го поминал Дунав и ги населил своите бугари, значи од Казан доаѓа, и ја формира 681 денешна Бугарија. А брат му Кувер само поминал низ Македонија, мокната Византијска империја го товара на бродови и им се губи трагот. Дали се убиени, раселени, тоа е прашање кое што историјата треба да одговори. Меѓутоа, нас оваа книга ни се сервираше како главен доказ за доселување Словени, што е лага. Затоа оваа книга и ден денеска се крие под клуч. Ја нема во ниедна библиотека, ја нема во ниедна книжара, а не може ни да има затоа што не е ни преведена. Има еден српски превод поделен по сите наши научни институции, се чува под клуч, затоа што ако изведат доказот за доселување Словени ќе се претвори во најголем доказ за автохтоноста на словените, затоа што во таа книга децидно пишува дека Солун го напаѓаат местните словени кои кренале бунт во Мала Азија, па тој се проширува и на овие простори, и затоа се вели во оваа книга дека словените кои што го напаѓаа Солун комуницираа со солунчаните на ист јазик. Значи, тоа се домородните словени, а не словени доселени од зад Крапати. Доселувањето е најголемата лага пласирана од германско-нордиската школа, што нашиве слепци и измехери во науката слепо го прифаќаат за 30 сребреници и за некои ситни хонорари за патување и конгреси. Значи ги отфрлаш трските и оние сплавовите. Какви трски, бе, Ицо? Еден доказ нема. Во тој период има запис све. Кој број на облека носеле, кој број чевли носеле жените и мажите, а да немаш доказ за доселување на словени. Еден, нека ми цитира некој. Јас сум изјавил и пак ќе изјавам. Дајте ми доказ дека се доселиле словени од зад Карпати, милионска популација со жени и деца за да го покријат цел овој простор, јас ќе се самозапалам пред камери. Нема таков доказ. Добро, Тоа е лага, брутална лага. Да одиме понатаму? Сега. И сега овој дел сакам да го завршам со изјавата на Али Паша, великодостојник од Цариград, кој што ја пречекува бугарската делегација во предвечерието на возобнувањето на бугарската црква. Бугарска делегација на чело со Авери Чомаков доаѓа во Цариград да бара возобнување на црквата. Ги прима Али Паша. Тој е висок представник на портата. Знаете со кои зборови ги пречекува бугариве? Им вели: и вие и ние знаеме дека сме иста крв. Значи, Али Паша знае дека бугарите и турците се иста крв. Понатаму ми вели: и вие и ние знаеме дека не сме словени. Внимавајте, и вие и ние не сме словени. Ќе ви дозволиме да... Кои ви се изворите за овие цитати? Изворот е Иван Ивановиќ и неговата книга Историја на Српската црква 18 и 19 век. Ивановиќ е близок со еден од овие бугарски представници, Авери и Чомаков, кои што ја посетиле Турција, и изворно ги пренесува неговите нивните кажувања од средбата со Али Паша, кога Али Паша ова го изјавува. И понатаму Али Паша им вели: ќе ви дозволиме да отворите, да возобновите бугарската црква, а од вас зависи дали ќе успеете се да побугарчите и да го заземете нашето место на Балканот. Како пријатели, како луѓе од иста крв, бугарите и турците тие возобновуваат и тука почињаат нашите проблеми. Нашата црква не дозволува турците да се возобнови, Охридската архиепископија, па нашите македонци морале да идат или во бугарска или во грчка. А пописот, бидејќи по милет систем се
вршел во Турската империја според Милет, системот во која црква идеш и таа си припадност. Кога ќе се направат повеќе пописи, сите тие што идат во бугарска црква се бугари, сите тие што идат во грчка црква се грци. Бидејќи нема македонска црква, нема ни македонци и тоа е основата на Западот 12-13 година ја дели и парчи Македонија. Добро, Тоа е вистината за нашето и бугарското, потопко и евидентните разлики помеѓу нив и нас. Меѓутоа морам да кажам дека за сето ова сами сме ние виновни, нашиот синдром на самоуништување. И инсталациите кои што во Македонија почна од 43 година со доаѓањето на Темпо, кој што ја инсталираше Крагуевачката школа на чело со Колишевиќ, Смилевиќ, Мојсовиќ, кои па тие од своја страна ги избришаа македонските родљуби како Ченто, Брашнаров и другите, ги пикнаа на голи отоки по затворите и почнаа да прават своји инсталации во политиката и во науката. Во сите научни институции ние имаме измекери кои што ја промиваа грчката и бугарската лага. Само да земеш историјата на македонскиот народ во 69 година од 1500 страници, најславниот период, античката историја има само 37 страни. И во тие 37 страни, еднаш ако се спомне Македонија и македонци 10 пати Грција, Хелада, Атина, Спарта, Коринт, Теба. Мислиш дека читаш грчка, а не македонска историја. Еден наш председател се откажа од Александар, друг се откажа од Самуил. Едни се откажа од Знамето, други од Илинден. Подоцна, истите тие се откажа и од Асном и денес гледате што ни се случува. И ние имаме такви автори и такви историчари како Фанија Папазоглу, еден од најголемите балкански авторитети, професор по античка историја, која напише книгата Историја на хеленистички период, во кој напиша дека македонците се најзаостанато грчко племе. Во својата книга о пореклу и во својата книга Средњобалканска племена во античко доба ги изоставува македонците. За Фанија Папазоглу нема македонци во антиката. А мизите како дел од македонското племе, тоа веќе го спомнав претходно, ги нарекува човекојаци. Со други зборови, и нас не направи човекојаци. Таа се направи недоветна. Го премолча Херодот, кој што мизите ги лоцира дека заедно со пајонците ги освоиле просторите од Црното море до Јонското море. Го премолча Винко Прибоевиќ, кој тврди дека мизите се македонци. Го премолча Полибије, кој што тврди дека и тракијците се македонци. Го премолча и Лов Ѓакон, автор од 10 век, кој тврди дека жителите на Охрид се мизи и скити. Го премолча надписот на црквата Свети Софија, оној 26 метарски напис на западната страна на горниот дел, кај што пишува посвета дека храмот граден 1037 година, Света Софија во Охрид, е посветен на етносот на мизите. Се ова подготовки за она што нас ни се случува после 2001 година, ранковниот договор, бришењето на Асно, продавањето на историјата на античката на грците, откажувањето од македонците во Грција, продажбата и оттугивањето на средновековната историја на бугарите и откажување од македонците во Пиринска Македонија. Затоа ова што денес нам ни се случува не ме чуди. Ние имаме измекери инсталации во македонската наука и политика, кои што се тако нешто може да прават само криминалци, уценети, измекери во служба на тужки интереси или предавници. И тоа што денес не се случи е логична последица. За ова ќе мора да одговара со доживотни затвори за предводство на македонските национални интереси, продажбата на македонската историја, македонското минато. Но ние нема да чекаме толку, како македонски манифест, јас сум член на тој, деновиве се во интензивна фаза на инсталирање, во стварање на историјата, да продолжевме со оние други. Само уште една реченица. Основаме морален суд
кој што ги изнесе сите овие предавници во политиката и историјата ќе ги стави на стол на страна. Морално ќе ги осудиме. Така. Ицо. Повели сега. Сега не знам, мислам дека сме во поред. Оваа слика да ја објасниш? Па сега би сакал да прејдеме на светите браќа Кирил и Методи. Кирил и Методи, неверојатно сигурно следиш, дека во првиот протокол нашата историска комисија ги прогласи светите браќа Кирил и Методи, Климент и Наум и Самуил за бугари. Да. А првите азбуки, глаголицата и кирилица за бугарски азбуки, со кои бугарите го писмениле сиот славјански свет. 24 мај, кога Кирил и Методи тргна во Моравската мисија, 863 година, го прогласија за ден на бугарската писменост и култура, што е срамно за целиот славјански свет, особено за славјанските земји кои се во Европската унија, кои што ова слепо го проголта, па испадна, што е срам за сите славјански народи, дека примиле писменост и култура од најдивото племе кое се заселило на европскиот континент, тоа се бугарите. Да, Чешка, гостоприемство тоа и Словачка, нели? Така е. Има нешто кажа, меѓутоа сега го прифатија протоколот, кој што во кој се внесена се и историските комисии, се внесени и протоколите заклучени меѓу македонската и бугарската историска комисија. Сега, светите браќа Кирил и Методи се творци на глаголицата, која бугарите ја прогласија за бугарска азбука, а Европа веднаш го поздрави тоа. Меѓутоа, ова што ти го постираш сега, оваа плоча е најдена во Крупиште. Ја пронајде и објави професор доктор Блага Алексова во својата книга Епископијата на Брегалница. 5-6 век, вимове, 2 века пред доселувањето на бугарите, на оваа плоча, нека погледаат убаво, оние што не следат, на незе ќе најдете мнозинство букви од глаголицата. Ќе најдете од кирилицата букви, ќе најдете од коинето, но и другите стари пелазгиски абукви, венецката, феникиската, етруската, кои се сите одред пелазгиски, на древните пелазги. Македонците се дел од пелазгиското јадро. Тоа го спомнува и Хомер, го спомнува и Херодот, го спомнува и Стравон, го спомнува и Еврипид, и кој уште не. Значи, еве ги, буквите од глаголицата, наводно ја создале во 9 век Кирил и Методи, ние ја гледаме во Крупиште. Добро, кога 5 и 6 век. Сакам да ве прашам едно логично прашање. Мислам, кое не спаѓа во науката, меѓутоа, дали логиката така работи? Еве кога светите браќа Кирил и Методија отидоа во нивната мисија, нели? Да. Ако ние потекнувавме, како што велат од зад Карпатите, зошто ниту еден свештеник, па ниту еден владика, ниту еден патрика, па ниту некој патриарх не рече дека свети Кирил и Методија се вратија дома? Како што се вратил, како што Александар Македонски се вратил од Индија назад, се враќаше дома. Како цар Самуил од Беласица што се врате дома во Охрид. Зошто светите Кирил и Методија не рекоа дека ги посетија огништата на нивните татковци, дедовци и баби? Па види, прво, Кирил и Методи се автохтони жители на Солун, не се доселени од зад Карпатите. Второ, синодот, погледај кој седи во синодот. Ти седи еден Стефан.
поентата не ми е за нив поентата. Зошто ако она што го тврдевте дека ние македонците се автохтоно население, ниту имало преселби, ниту населби, ако имало такво нешто, веројатно барем еден научник ќе речел Свети Кирил и Методија отидоа да ги посетат нивните корени. Да, нивните браќа во Моравија. Не, Тоа им е и мисијата. не се разбираме. Нели корените ги прекажуваат од зад Карпатите? Така? Тоа мислам дека го расчистивме, ние никогаш не сме дошли од зад. Добро, дозволи, сослушајме внимателно. Нели се прикажува тоа лажно дека ние сме дојдени од зад Карпатите? Токму така. Дозволи малку, дозволи. Дека сме дојдени лажно од зад Карпатите, препривале со трски, па сме се населиле околу Солун, па овде, па онде. Сега, ако е така, ако било така, зошто кога се вратија Свети Кирил и Методи назад таму, никој не вели, логично велам, логично, зошто никој не вели дека тие се вратија назад? Во домовите. Не можат ни да кажат. Значи не постоеле. Фала Богу, тие се од тука. Тие знаат дека се од тука. Историските извори тие ги читале. Ама зборувам за сегашната интелигенција и поранешната интелигенција. Зошто ни еден не рекол дека тие отидоа назад? Еве, како што се знае за Александар Македонски се враќа назад во Македонија. Дали ме разбираш? Те разбирам, Ицо, меѓутоа, очигледно кај нив тие се во бунило. Тие тврдат дека сме дојдени од зад Карпати, меѓутоа во основа знаат дека сме староседелци. Тие ги имаат сите антички автори прочитано, ги имаат прочитано сите средновековни автори. Тие знаат дека се од тука. Само отишле кај своите браќа, кои што и тогаш и денес живеели и живеат тамо. Меѓутоа, овде има нешто посуштествено што јас сакам да го кажам. Кирил и Методи се од околината на Солун, кој што никогаш не бил освоен од бугарите. Бугарите, грците прв пат влегуваат 12-13 година во Солун, бугарите никогаш, освен како туристи. Ние, нашава наука, ако сака да го... Солун никогаш не бил под бугарска управа. Никогаш. Не. Никогаш. Тие се туркомонгли, никогаш не влегле во Солун, освен како туристи. Треба да се знаат, да се објаснат приликите во нивното време, зошто тие ги прават мисиите на Брегалница, кај хазарите и во Моравија, за чии потреби и на кој јазик ја превеле Библијата и за кого. Ако се одговориме на овие прашања, сите бугарски тврдења па се рушат како кула од карти. Мисијата на Кирил и Методи не е бугарска. Тие немаат никаков контакт со бугарската држава. Никогаш не ја посетиле. Не знаат ниту еден збор бугарски јазик. Тие се жители родом од Солун, жители на Константинија, подоцна Константинопол во латинска транскрипција. Нивната емисија по налог на императорот Михаил III. Тоа е времето на македонските склавинии, кои во тоа време се пред отцепување. За да смири состојбата, да ги остави во империјата, Михаил III решава да воведе, да разбие тријазичноста и прв пат да воведе богослужба во црквите на словенски јазик. За таа цел ги повикува светите браќа Кирил и Методи со зборовите: вие сте од Солун, го знаете јазикот на дороморените словени македонци, ќе земете ги преведете Библијата и другите црковни книги и да почне богослужбата. За таа цел тие книгите ги подготвува уште 855 година, кога се во мисијата на Брегалница. Внимавај, 855 година. 8 години пред Моравската мисија преведени се на словенски јазик Библијата и другите словенски книги. Во тоа време ниту бугарите се словени... Зошто не македонски јазик? На македонски, на друг словенски јазик, кажав премалку. Словенски јазик. Македонски. Добре, па кажав, јас ти ги цитирам зборовите на Михаил III.
Со кои зборови ги пречега? Вие сте словени од Солун, го знаете македонскиот јазик, сите словенски јазици тогаш се водат во групата на македонски јазик. Јас тоа го кажав. Друг јазик и не постоел, и според Вебстер енциклопедијата, и според Киндер и Хилгемен, еве, да повтора. Бугарите нити се словени, нити се крстијани. Према тоа, тие прават за македонското словенско население, кое е одамна христијанизирано. Ние на територијата на Македонија, уште од 3 до 5 век имаме 500 ранохристијански базилики. Значи, тие се веќе христијани. А првиот покрстен бугарин царот Борис 865 година. 2 години после Моравската мисија. Па за кого тие преведува Библијата и другите црковни книги, кога бугарите ниту се словени, ниту се крстијани. Ниту им треба. И Значи, друго нешто, Моравската мисија после 2 години покрстен. 2 години после Моравската мисија е покрстен првиот бугарин. Не им требале црковни книги, не им требала Библија. Тие се пагани. Так. А целото покрстување на бугарите? Тоа иде многу подоцна. Првиот покрстен е 865 царот Борис. Меѓутоа, превирањата се до 893, па и после тоа. Но Моравската мисија, внимавај сега, 863. Значи, мисијата е антигерманска, бидејќи е побарање на кнезот Ростислав од Моравија, кој што бара од Михаил III луѓе, учени, да дојдат со црковни книги и да спроведат богослужби на словенски и македонски јазик, за да се спречи германизација на моравците. Меѓутоа, внимавај сега, од 862 годината на предморавската мисија, Бугарија е во сојуз со Германија. Тоа значи дека мисијата на светите браќа Кирил и Методи е антигерманска мисија, бидејќи бугарите се во сојуз со германците, тоа е и антибугарска мисија. Како може да биде мисијата на Кирил и Методи бугарски проект? Како може тие да држале бугарска писменост и култура кога се пратени во Моравија против интересите? Тоа е антибугарска и антигерманска мисија. Тоа е абсурд. Светската цивилизација, европската, посебно словенските од Европската унија, треба да се срамат што дозволија да се прифати дека тие примиле писменост и култура од најдивото племе на европскиот континент. Бугарите кои ниту се словени, ниту се Па не можат да се срамат, бидејќи античката цивилизација доаѓа од Македонија. Христијанството, нели, со апостол Павле, оди нагоре кон север од Македонија. Потоа правото, римското право што го нарекуваат, и тоа потекнува од Македонија со Јустинијан I. Понатаму, ако одиме, еве сега зборуваме за писменоста, нели? И тоа од Македонија потекнува, оди нагоре. Им смета цивилизацијата на македонскиот народ и постоењето на македонскиот народ. Добро, ова да го заокружиме, сметам да одиме понатаму со документите. Дардан? Почнат од Крупиште ја видовме дека овие азбуки и дека глаголицата постои уште пред доселувањето на бугарите. Оваа плоча од Крупиште на Брегалница од 5 и 6 век е најголем доказ за тоа. Меѓутоа, оваа лага не ја разоткрива никој друг, туку самите бугари. Самите тие кажуваат дека не зборувале словенски јазик. Ми свири телефонот мобилниот твој. Секунда само. Интересно интервју, почитувани слушатели, додека Дардан го замолчи телефонот. Интересни и податоци, веројатно
многу од нас ќе се сложите, мнозинството од македонскиот народ ќе се сложите, но и ако имате некои забелешки, коментирајте на социјалните мрежи, на Фејсбукот, па потоа на YouTube исто така коментирајте, па да можеме и понатаму да зборуваме. Еве сега. Историјата. Да, повели. Ицо, ми зазвони телефонот, ќе ми простиш? Да, реков го знам. Сега, значи, овие лаги ги разоткриваат самите бугари. Само ќе те замолам, Самите кажуваат... Оти веќе 1 саат помина и повеќе. Ќе убрзаме сега. Самите бугари, конечно Тодор Павлов е председател на Бугарската академија, кој по повод 1100 годишнината од смртта на Константин филозоф наречен Кирил, 1969 година во својот говор во Бугарската академија ќе каже дека во нивно време официјален јазик во грчката држава е грчкиот. Тоа е куинато, не е грчки. Се до 893 година до Преславскиот собор, кога наводно за прв пат е воведен словенски јазик. Внимавајте. Председателот на Бугарската академија вели дека во времето на Кирил и Методи официјален јазик во грчката држава е така наречениот грчки, односно куинето, се до 893 година. Тоа е 30 години по Моравската мисија. Значи, воопшто не е воведена глаголицата во Бугарија. Ја не знам и дали има глаголски текстови во Бугарија. Но и тоа е лага која што ја разоткрива. Сега, јас сакам овдека да покажам на гледачите 2 книги од кои што јас најмногу црпам докази. Тоа е книгата на Донски, етногенетските разлики меѓу македонците и бугарите, и книгата кон етногенезата на македонскиот народ од Драган Ташковски, во кој што има десетици, стотици докази за посебноста на грчка, на бугарите и македонците. Драган Ташковски ни открива во оваа книга што ја покажав пред малку, печатите на бугарскиот поглавар на црквата и на царот Симеон, кој е устоличен 893 година. Значи, нивните печати, нивните дипломатски преписки и после 893 година покажуваат дека и после оваа година на снага е грчкото писмо, дека воопшто не е воведена ниту глаголицата, ниту кирилицата. Сами си ја открива таа лага. Сега, и уште еден доказ, ќе почнам од крстот, на првата буква од глаголицата. Крстот е најстариот символ на македонската земја. Составен е од 2 древномакедонски букви И и А. Хоризонталниот дел од крстот е буквата А во древномакедонската азбука, потврдена на каменот од розета и дешифрирана од професорите Тентов и Бошевски, и символизира големата мајка, родителката, создателката. А вертикалниот, тоа е женскиот принцип и го символизира матриархатот, а вертикалниот дел од крстот го символизира патриархатот и е буквата И во древномакедонската азбука го символизира оној горниот, создателот, творецот. Во крстот, што е буквата А во глаголицата, го символизира созвездието Сигнус на латински или голем крст на македонски, најстариот символ на македонската земја. Душко Левсовски најде 400 крстови, сите преку 6000 години стари. Крстот се чита И А, составен од 2 букви древномакедонски, потврдени на вториот текст од каменот од розета, и се чита Ија, земја, но не било која земја, земја на првата и првиот, на Божјата мајка и водачот, создателот. И во крстот практично е инкорпориран, кодиран најстариот мит за настанокот на светот, опишан од Роберт Грейвс. Тој е пелазгискиот мит од планина Тормик за настанокот на светот, според кој прво беше таа големата мајка, која сама без никого родена и горниот, па се вкрсти со него. Резултат на тоа вкрстување е сета мртва и жива природа, сите животни и сите луѓе на планетава
земја. Гледате колку длабоко отишле Кирил и Методи со ставањето на крстот како прва буква од глаголицата. Затоа крстот е нашиот најстар символ, како што кажав. Затоа на каменот од Розета Тентов и Бошевски најдоа дека македонците себе си нарекувале децата на Мо или децата на Ма, но и децата на водачот. Значи крстот е криптограм кој што крие многу работи за него, може да се направи да зборува понатаму. Посебна емисија. Сега, ајде да идеме натаму, да уврзаме работата, кратко да кажеме нешто за Кирил и Методи, кои што нашиве слепци од Риската комисија и политичари исто така ги прогласија за бугари. Не е спорно дека Климент кod кој потеран во море дошол во Бугарија 886 година. Меѓутоа веднаш по доаѓањето истата година тој си заминува, бега. Знаете ли зошто? Па и неговата кирилица не е прифатена во Бугарија, како што не е прифатена глаголицата. Се уште до 893 година е грчкото писмо и азбука. Па која е улогата на Кирил на Климент? Климент само ја доработил по старите македонски азбуки. Тоа е практично коинето. Тој воопшто не создал нова азбука. Затоа сакам неколку артефакти да погледаме. Бите молил на брзина да ги пуштиме прво зодијакот. Дали го имаме зодијакот? Го немам зодијакот, не мислам дека го имаме. Добро, го немаме зодијакот, значи Птоломеј Клавдиј, најголемиот антички географ кој што живеел во 1 и 2 век, објавува зодијак, рачно цртан во боја, во кој се наведени сите месеци со, така речи, целосно денешна кирилица. Тоа е всушност куине азбуката, во која што има елементи и од латиницата, и од феникиската, и од пелазгиската, и венецката азбука и најмногу од коинето. Но затоа еве имаме оваа монета од Клеопатра, која што живеела 1 век пред наша ера, на која што гледаме, можат оние што не следат да прочитаат Клеопатра Василиса или Василиса Клеопатра. Сите можат да ги препознаат денешните букви од кирилицата. Ова е 1 век пред нашата ера. Идеме натаму да видиме црквата, да видиме што пишува над вратата во црквата во Сирија од 5 век. Значи се ова пред доаѓањето на бугарите. Пишува септември. Секој може да ги препознае овие букви. Идеме со наредниот слайд. И ова е, значи, 2 века пред доаѓањето на бугарите. Септември, да. Септември, еве секој може да прочита. Да видиме. Ова е од Даниел Деметер. Фотографија. Така, сега имаме, понатаму имаме азбуката. Еве азбуката коине. Коине е третиот текст од каменот на Розета. Секој може да забележи, та има 24 букви. Тоа е првата есперанта азбука од 8-7 век пред наша ера, е позната и како трговски јазик и азбука која користеле трговците од Индија и Кина до Гибралтар. Тоа е првата есперанто азбука и првиот есперанто јазик. Мнозинството од овие букви ќе се и во денешната кирилица, но има и други. Која е улогата на Климент? Климент само ова азбука ја доработил, затоа што грчката азбука има 14 гласа и треба 14 букви, коинето има 24 букви, неоправдано нарекува грчка, иако на грците им треба 18 гласа, а коинето има 24. Затоа во азбука ќе видите 3 букви за и, ита, јота, ипсилон, ќе видите 2 букви за омега и омекрон, ќе видите 2 букви за т, тита и тау, и ќе видите 2 двогласа кс и пс. Што ќе им се кс и пс, кога имате и к и с и п, што значи апсолутно не е грчка азбука. Кирил и Методи само малку ја видоизмениле и додале букви кои што ги
нема во богатиот словенски јазик. Македонскиот јазик има 32 гласа, му требаат 32 букви. Значи, они додале 8 нови и плюс двогласите. Нема ништо заедничко со Бугарија и бугарите. Оваа којна азбука е од 7-8 век пред наша ера, се користи до доцниот среден век. Се користи повеќе од 1000 години пред доаѓањето на бугарите. Па да видиме која е оваа којна азбука, која што светот неоправдано ја третира како грчка. Следниот факсимил ќе ве молам. Ова што може да се види е писмото од славниот Шамполион. Значи, од левата страна го гледаме каменот од Розета, кој денес се чувствува во Лондонскиот музеј. Во десниот агол е самиот Шамполион, кој што го дешифрираше првиот текст од каменот на Розета, тоа се египетските хиероглифи. Меѓутоа некој му кажа да застане тука и да не иде натаму. Па затоа ова е писмо на германски, кој што германците го објавуваат. Тоа е писмо Шамполион до пријателите. Книгата германска се вика Писма до пријателите, во која меѓу другото е објавено и писмото на Шамполион. Ни го пратија нашите иселеници кога Тентов и Бошевски се вратија од Русија, каде што го презентира дешифрирањето на вториот текст од каменот на Розета. Видите сега што вели Шамполион за каменот од Розета. Првиот текст кој што тој го дешифрираше вели дека се египетски хиероглифи. Подкренете уште малце Ицо да се види. Во десниот агол ги има сите три писма наведени со стрелки кои што покажуваат на каменот. За вториот текст Шамполион вели дека е старомакедонски, тоа се познатите черти и речки, а третиот текст го нарекува новомакедонски, во науката познат како коине, за жал неоправдано некој го прогласува за грчки. Значи Кирил и Методи, новомакедонската азбука, коинето само го дополнија со буквите кои што не достигаат во словенските, во македонскиот јазик и некои букви видо измени. Добро, затоа е срамно денеска да се прифати. Со символот натаму е опашките. Сега, ајде да предеме за цар Самуил. Кога исто така нашата политика и нашата историска комуникација на целот со Ќорги. Пред цар Самуил имаме опашките коински. Па токму тоа. Ова што го гледаме е фотографија од прославата на бугарското знаме. Не ја гледате бугарското современо знаме, тробојката, бело, зелено и црвено, но и не ја гледаме и коњската опашка. Првото знаме на бугарите, кој го донесе Аспарух со неговите бугари турко-монголи. Значи, самите бугари се кажуваат дека тие се турко-монголи, дека неговиот основен символ е коњската опашка, а денес го користат тробојката. Со оваа фотографија и наредните што ги покажам, сакам да покажам дека и цар Самуил не е бугарин и нема ништо заедничко со бугарите. Самуиловата држава настанува со востание. Остани тука, Ицо. Настанува со востание, кога гледа Никола со своите синови Давид, Мојсе, Арон и Самуил. Значи, он ако беше бугарин, немаше да крева востание, него ќе кренеше бунт и ќе преземеше власта. Се работи за посебен автохтон народ. Охригени се скити и мизи, како што кажам, тоа е запишено и на црквата Свети Софија. Самуил е македонец, автохтон македонец. Кидам сомнивни докази, за да не можат да не обвинуваат за лаги и клевети. Ова што гледате е споменикот на цар Самуил во Софија со копие во раката. Меѓутоа на копието ја нема коњската опашка. Но затоа дај да видиме на следната фотографија во крупен план. Наредната фотографија го гледаме царот Самуил во крупен план со македонски символи. Токата која што му ја држи на метката, го имате македонското сонце, заокружено со црвено,
а испод сонцето на градите ќе го видите лавот, Да. земното сонце. Да. Хомер го нарекува Арслан. Ар е зема, слънце, значи земното сонце. Лага е дека Арслан било турски збор за лав. Тоа е древномакедонски збор. Еве ги, сонцето и лавот, древномакедонските символи ја држат наметката. Во изворите ќе прочитате дека цар Самуил ја носел пурпурната наметка, исто онака како што тоа чинеле античките македонски кралеви, а во изворите ќе прочитате дека избран на собрание на војската исто онака како што биле македонските цареви. Значи нема ништо заедничко со бугарите. Тој е македонец. Сега, неговата држава не е Бугарија. Да идеме натаму. Со артефакти ќе зборуваме и ќе негираме бугарските лаги. Сега, ова што го гледате е гравура германска од почетокот на 11 век. Ова е насловната страна од книгата на историчарот на универзитетот, специјалист за пештерни цркви и фрески, Гоце Ангеличин Жура. Насловната страна од неговата книга улогата на Самуиловата Охридска архиепископија во покрстувањето на Киевска Русија. Улогата на Самуиловата Охридска патриаршија. Да, така да, во покрстувањето на Киевска Русија. Тоа е насловната страна. Дај да видиме горниот дел од оваа фотографија, да ги видиме 4 девојки, 4 грации, со 4 круни на чии глави се напишени 4 најголеми царства тогаш во Европа. Првата е Склавинија со сонцето на градите. Таа ја представува државата Склавинија, која е соседна, која граничи со Германија. Другите 3 девојки се Германија, Галија и Рим. Тоа се 4 најголеми царства. Единствено словенско е Склавинија. Значи името на државата на Самуил не е Бугарија, не е ни Македонија, него е Склавинија, точно онака како што е наведено во историските извори, каде што се зборува за македонски Склавинии. Ова е македонската Склавинија, државата на Самуил. Наредната карта. Тоа е последната страница од оваа книга. Гледаме германска карта. Керката на Гоце Ангеличин Жура живееше и работеше во Германија и оттаму му ја прати оваа карта на германски. Лево во аголот имате превод, покаже што германците точно запишале, знаеле тие што бил Самуил, го представуваат како македонски владетел. Еве уште еден доказ за сите овие наши слепци во историските комисии кои сето ова не го гледаат или не сакаат да го видат. Па се поставува прашањето зошто нашите слепци го прават. Повеќе од јасно, ќе кажеме на крајот. И уште една наредна фотографија, еве уште еден бугарски доказ. Ова е Иван Вазов, еден од најголемите бугарски поети, а од десната страна гледате една од неговите песни Под Беласица, во која што Иван Вазов Самуил го нарекува македонски император. Прочитајте го текстот, ќе видите дека Иван Вазов, еден од најголемите бугарски поети, зборува за Самуил како македонски император. Пирува македонски император, шум вик, пењат се рујните вина. Да, така е. Македонски император, да. Сега, се поставува прашањето од каде некој ја представува. Само за момент, Дардан. После и на четвртата, прва, втора, трета, и на четвртиот, последната строфа, и мисли македонски император, че чува вписка на горски вјатар на 20... Токму така, во целата песна зборува за македонскиот император Самуил. Сега, од каде бугарите влечат докази дека ние сме бугари? Треба да се знае дека после падот на Самуиловата држава, територијата на денешна Македонија е наречена тема Бугарија. Зашто се работи? Византија е поделена на военно-административни области, така наречени теми. И сега дај да видиме следната фотографија. Тоа е карта на Византија од
1025 година. Еден од последните слайдови, еве гледате, централниот дел да го видиме, тоа е Византиската империја, 1025 година. Поделбата на Византија, таа е поделена на воено-административни области, така наречени теми. И што ќе забележите? Македонија е тема Бугарија, а Тракија е тема Македонија. Ги измешале работи, знаат и зошто тоа го сториле, но тоа треба посебна емисија да се објасни. А денешна Северна Бугарија е Паристрион. Горе. Горе Паристрион, значи тема. Еве тука Бугарската држава не постои од 972 година. Државата е Склавинија, а после падот на Склавинија, делот од Македонија, Византија го означува како тема, военно-административна област, Бугарија, а Тракија, военно-административна област, тема Македонија. И од тука се забуните. Сите оние Василие Бугаро-убиец или Охридска архиепископија Јустинијана Прима Бугарска црква или архиепископ на Јустинијана Прима и цела Бугарија се антидатирани од подоснежен датум од 12-13 век. Затоа Теофила Охридскиот архиепископ за себе ќе каже дека јас сум архиепископ на Охридска архиепископија Јустинијана Прима и внимавајте што сам со себе се посмева. Внимавај. Сам со себе се посмева и вели и по некое чудо бугари, алудирајќи на тоа дека Теофилот за себе кажува дека е жител на темата Бугарија, која што во рамките на Византија, а не бугарска држава. Бугарска држава од 972 година не постои. Континуитетот на црквата од апостол Павле до денешката македонска црква е потврден преку апостол Павле, 11-та новела на Јустинијан, записите на Прокопије, Василиките на Лав VI и Василий II, кои сите го потврдуваат континуитетот на македонската црква од апостол Павле до денес. И ќе завршиме со Димитар Благоев, дедото, и неговиот говор во бугарскиот парламент декември 1917 година, во кој што зборува дека тој не е бугарин, туку е македонец и залага за посебна македонска држава. Еве ги артефактите претежно од бугарски извори, да ги видите лагите кои што нас денес ни се пласираат. Благодарение на измеќарите во историската наука, меѓутоа и во македонската политика, кои за се ова што ни го прават, кога и тога ќе мора да одговараат, ќе мора да седнат на обвинителна купа и да завршат на одмор во Идризово само уште едно прашање имам, Дардан. Бугарите велат дека и Охридската архиепископија е нивна. Охридската архиепископија токму е сега. Ќе повторам малку со повеќе детали. Македонската црква е формирана од апостол Павле и тоа е запишано во Библијата. Првата христијанка е Лидија, првата црква е куќата на Лидија во Филипи, првите црковни општини Филипи, Солун, Избер, македонски градови, како што пишува во Библијата, прв епископ е Лука, македонецот во Филипи. Јустинијан, ја формира Јустинијан Прима со новела 11, како што вели тој за мојот народ, а Прокопије, неговиот хроничар и современик, ја нарекува Глорисима префектура. Внимавај, Глорисима значи најславна префектура, најславна црква. Зошто најславна? Кога постојат апостолските цркви во Антиохија, во Александрија, во Рим. А најславна, внимавај, е Јустинијана Прима. Затоа што на темелите на апостол Павле, првата црква во Македонија, Василий II Лав VI, го потврдуваат континуитетот на Охридската архиепископија со Јустинијана Прима на Јустинијан во своите василики. Тоа се императорски декрети. Затоа во нашиот устав на Македонската православна црква се повикуваат на континуитетот од апостол Павле. Зошто бугарите не велат апостол Павле дека на апостол Павле му се појавил бугарин? Како ќе кажат се појавил бугарин кога тоа е запишано во Библијата, не може да изменат Библијата.
Библијата и на англиски, и на македонски, и на српски, и на бугарски, и на кој сакате јазик, на сите светски јазици е преведено, стои дека на сон му се јави човек македонец и вика дојди кај нас во Македонија и помогни ни. Да. Како бугарите доаѓаат 800 години подоцна. Како ги нема во Библијата, затоа што ги нема на овие простори. Тоа е сосема јасно. Затоа што има два документи се чуваат во Париз, Ордо Епископорум и Синдиконот на царот Борис. Во едниот се поглаварите на бугарската црква, а ги нема охридските поглавари, а во другиот документ се поглаварите на охридската црква, ги нема бугарските. Што значи дека се работи за две сосем различни цркви, македонска и бугарска. Тоа е од јасно појасно. Меѓутоа, за жал, ние имаме измекери во синодот, па затоа ни се јави еден владика од оној бугарскиот манастир во интервју божично за Нова Македонија пред 3-4 години и кажа историско право имале бугарите бидејќи да бидат мајка црква на македонската, затоа што според нивниот устав ние сме биле бугарска црква. Тој Партенија како не му беше стран, наместо да се повикува на уставот на македонската црква, тој се повикува на устав на бугарска црква. За жал, наместо да биде расчинет изведен пред црковен суд, тој беше избран за владика пред година 2. Да, не можем да во Бигорскиот да разберам промовира Тимотеј. бугарштина, не македонштина. Не можем да го разберам Тимотеј, кој беше еден голем противник на тоа, а во неговата епархија се разви најголемото бугарско дувло во манастирот Бигорски, за жал. Дардан, јас не смеам да ги пропуштам првото и второто бугарско царство. Збор два за нив да кажеш. Првото бугарско царство на ханот Аспрух, 681 година, трае до 972 година, кога е срушено од востанието на кнезот Никола и неговите 4 сина, подоцна познато како Самуилово царство, но во исто време тоа е нападнато од Свјатослав од Киев, од север, и под налетот на Свјатослав и на Самуил бугарското царство е срушено. Продолжува да екзистира Самуиловата држава под името Склавинија, како што е познато во историските извори. Второто е крајот на 12-ти, почеток на 13-ти, тоа е на Калојан и Асен, тоа е повеќе влашко него бугарско. Тие немаат никаква национална свест. Која ќе земете, мислам дека ја спомнав седмиот том на патеписните записи од Марија Тодорова, професорка од Софија, која што ги објави патеписите на Странски. Многу е битен седмиот том на Странски патеписи за Бугарија и бугарите. Тоа е англиските патеписи од 16 до 19 век, кој никој нити еден од 16 до 19 век не наоѓаат ниту еден бугарин. Посетиле големи градови, градчиња, села, иделе по свадби, консултирале обични луѓе и деци, бугари не нашле. Нашле илири, траки, срби, грци, паристрионци, нашле македонци, ама бугари не. Немале никаква национална свест. Затоа отец Паисајки извика... Збор два за второто бугарско царство. Тоа е повеќе влашко него бугарско. Од која година е? Па крајот на 12 и почетокот на 13, 1204. Меѓутоа, во него нема бугари. 31 англиски патеписот од 16 до 19 век не нашле ни еден бугарин. Нашле грци, срби, трибали, илири, И добро, после Дардан, слушајме, како ги го воведуваат монархиите, ги воведуваат во Бугарија со германски кралеви? Фердинанд? Така. Тоа значи нивната предба почнува во 19 век, кога Јури Велени ги прогласи за антички народ, за славен народ, писмен народ, и тие ќе почнат еден по еден да се изјаснуваат како бугари. А до тогаш, дури првиот председник Валерий Априлов, кој што ја прифатил идејата на Венелин, до 19 век и самиот се декларирал како грк. Под влијание на руската наука тие почнуваат, се знаат кои причини за излез на Русија на топли мориња, ги промовираат бугарите, ги издигаат како славен народ, тие почнуваат да се прават собствени филми.
да крадат домородната автохтона македонска историја, култура, цивилизација и писменост. Затоа отец па и се уште пред тоа ќе изјави бугарине, зошто се застрамиш да бидеш българин. Па како да се зема българи кога еве кажав на мнозинството население од бугарите денес се од белата раса, тие не се бугари, не се турко-монголи, не се припадници на жолтата раса, тракизите, мизите, македонците, сите македонци. Изведов докази и Полибија, и Прибоевич, и уште кого сакате можеме да извадиме. На стотици докази во книгиве на Ташковски и на Донски. Треба секој да ги прочити. Цивилизацијата бугарска, писменост и култура е од германските крали. Тие им дадоа од германската и нордиската школа. Германците им дадоа крал. После Симеон Саксо-Бурговски, го знаете, тој е од германската династија на кралеви. Бугарите не кријат дека секогаш имале два коња. Русите и германците ги нарекува коњи, што е странно и за германците и за русите. Стамбулиски, првиот президент на Бугарија, крајот на 19 век, јавно ќе изјави: ние секогаш имаме два коња, ако се замори еден, ќе го јавнеме другиот. Кога им требаше да се додворуваат на германците, се декларира како турко-монголи и татари, ако им требаше да додворуваат на русите, се декларира словени. И затоа бараше и какафонија во нивната историја и нивното етногенетско. Добро, на крајот дефиницијата едните и другите, македонците припаѓаат на и белата раса, бидејќи многу долго е. Македонците припаѓаат на која раса и од кога, а пак бугарите каде им се корените и кои се, како краток сублимат во неколку реченици. Неколку реченици. Македонците се древните пелазги опишани од сите автори. Од генот, нив ги спомнува Хомер, и Херодот, и Страбон, и Аријан, Јустин, ги спомнува Тит, Ливи, кои неа најдециден румскиот император Гај Јулиј Цезар, кој напишал книга Белешки за галските војни, во кој што венетите, што е синоним за словени, ги лоцира на целиот Медитеран. Први век пред наша ера тој живеел, вели ги држат сите мориња, пловат до британските острови, на лошо име што не ја почитуваат власта на императорот. Пази, значи венетите се тука, тие се од големиот род на пелазгите, во 6 век преименувани во словени. Значи ние имаме континуитет од најстари времења, од древните пелазги во науката познати како прасловени, познати под името венети, во 6 век преименувани во словени. За разлика од нас, бугарите се од жолтата раса, дојдени на чело со Аспарух 681 година, од Монголија преку Казан на Волга ја основа денешната бугарска држава. И тие се разликуваат расно, антрополошки, генетски, културолошки, јазично и така на. Не може да стане збор за еден ист народ во две држави. Тоа е лага која што им претнуваат западне блудницата, овие само ја спроведуваат. Нашиот непријател е многу поголем од бугарите. Тие сами ова не може да го спроведат. Него ја спроведуваат, тие се измекери на вавилонската блудница, спроведуваат нивната агенда, а тоа е агендата за ништење на славјанската раса, која почна од британските острови преку Франција, Италија, Швајцарија, Германија, Крит, Пелопонес, Мала Азија, сега ние овдека. Па и Рим е тука, Рим да не го испуштиш. Па Рим е наследник, така речената грчка измислена цивилизација, од која што Европа ја презима. И тоа се исто така дивјаци, кои што немаат ништо заедничко со македонските принципи на владење, кои владеева со љубов и почит кон сите народи, јазици и религии. Затоа сите декрети од Александар Панавака се на 3 јазика и 3 писми, како оние во Египет, како што и каменот од Розета. Прв е секојаш јазикот на домородните жители во Египет, тоа се египјаните. Да не избегаме, дефинициите ги дадовте и за едните и за другите. Јас ги поканувам нашите гледачи на Фейсбукот, на YouTube, па и на нашите слушатели на Македонската радиопрограма да коментираат
колку сте во право, колку не сте во право, дали има некои други извори и така натаму. Јас ви благодарам многу за ова исцрпно објаснување. Ако имаме потреба за уште едно интервју, ако побараат како што побараат после првото интервју, ќе направиме уште едно. Ви благодарам многу, господине Венецки. Благодарам и на вас, ми беше чест.